Во меѓувреме пристигнаа веќе моите две гостинки, две дами, но мислам дека помоќно звучи го кажам две жени, сосема доволни, нели? Од организацијата Јас сум жена, добро утро за Ана Дуковска, председателка на Јас сум жена, и Јасмина Христовска, добро утро до двете. Ана, досега ми гостувале многу членки од Јас сум жена, прв пат сте ми вие. Причина за тоа е што вие не живеете во Македонија, во Соединените американски држави, но сега сте пристигнати, да не си ласкам дека заради нашата утринска, овде сте во Македонија заради предстојниот женски економски форум. Ќе зборуваме најмногу за него, но сега логично да ви искористиме кога сте тука, да си почнеме што е Јас сум жена, за оние кои не знаат. Пред се благодарам на поканата, драга Искра. Јас сум жена е здружение за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување. Официјално постоиме 2 години, неофицијално 3. Започнавме со организирање на првата женска лидерска конференција во 2022 година. До сега имаме 3 конференции и овај ни е трет женски економски форум. Ваша идејата. Да. Ваша иницијативата ме интересира кога ви дошла таа идеја, таа сјаличка која се светнала. Која беше причината, потребата за постоење на едно вакво здружение? Видете, има многу женски здруженија и се чувствуваше недостиг на во просторот, да кажам, на здружение кое нема да биде фокусирано на феминизам и на пропаганда, доаѓајќи од западот, од каде што јас живеам, наместо да биде фокусирано стрикно на тоа што всушност и треба на една жена, да се вмрежи, да може да сподели контакти, да може да се дадат поддршка една на друга на некој начин. Да, но и да разменат искуства, да виде дека постои друга професија, всушност и да успешните жени во своите професии да можат да ги инспирираат младите девојки за еден ден и тие да бидат успешни жени, и како што кажува нашата мисија, жените кои ние ги представуваме на нашите настани, треба да бидат, нашата цел е да бидат инспирација за идната генерација успешни жени. Од првичната замисла до денес, дали сте задоволна со местото што го зазеде Јас сум жена? Дали се развива во она ваша посакувана насока? Мора да нескромно да признам дека сум дури повеќе од задоволна, затоа што настаните наши се одвиваат се популарни, да кажам. Започнавме со по некои 200 учеснички, на претходните женски економски форуми имавме по над 300 учесници, иако тие беа на онлайн платформата, оваа година одиме прв пат во живо, но Јас сум жена зазема простор во Македонија и се радувам дека се повеќе и повеќе луѓе го препознаваат здружението и нашите активности и се заинтересирани да се вклучат и да бидат присутни, па и да научат нешто ново од тоа што ние го нудиме како едукативни програми, проекти и така натака. Од оно што можам да го разберам од вашиот концепт е вие обединувате, змрежувате македонки ширум целиот свет. Од најразлични професии, најразличен бекграунд, што ви рекле, нели? Сега мора да ја дознам вашата тајна формула со оглед на тоа што оваа мрежа се шири. Секоја година се поголем и поголем број станува на членките. А како успевате сепак се да биде хармонично, да дишате како една? Затоа што се знае нашето проклетство, повеќе од 3 жени ако се на едно место, веќе хаос настанува, така? Која е тајната формула? Јас живеам во Америка 18 години. И во тие 18 години запознавам многу луѓе кои се македонки, но и не се македонки. Еве, стрикно ќе зборувам за жени. И во тие 18 години забележав дека татковината Македонија нечесто наоѓа начин како да соработува со нас иселениците и како да ги привлече да се вратат назад дома и сето тоа што го научиле надвор од Македонија да го инвестираат или да го вратат дома.
И од тоа ми беше поидовна точка и гледам во секој настан што го организираме да вклучам и македонки кои живеат надвор, исти случаи со лидерската конференција и со женскиот економски форум. Оваа година имаме 3 девојки кои работа за странски пазари и една од нив која живее надвор од Македонија или во Виена, која специјално доаѓа за настанот. Изминатата конференција која се случи минатата година имавме жена која допатува на 4 дена од Америка само за да присуствува тука на настанот и лично да го пренесе своето искуство како професор на еден од најпрестижните универзитети во САД, во Калифорнија. Нашата како цел и како мисија е секоја жена да ја видиме успешна, да си го најде своето место на пазарот на трудот, да биде финансиски независна покрај тоа што ќе биде мрежена и нели ја добивме првата жена председателка, што не е случај во други земји. И во Америка немало до сега жена председателка, ки имавме за малку, но не им успеа да не навлегуваме. Да, што значи да сумираме, секоја жена си има право на свое место под сонцето и вие помагате да си го најде. Јасмина, вие како влеговте во оваа приказна? Јас најпрво бев учесник на една од конференциите, тоа беше точно пред 3 години и можам да кажам дека бев воодушевена од целиот настан, иако беше онлайн организирано. Тоа за мене даде како една голема вредност, бидејќи баш во тој период јас бев насочена како да најдам нели тоа е економски форум, се зборува нели за финанси, како да најдам некоја причина или како да најдам подобрување на нашиот личен буџет дома и таму имаше како корисни совети за сето тоа. Што ми покажа дека сум баш на вистинскиот пат и кога како се развивав и растев јас во овие 3 години и како ми сконтактира Ана да соработуваме оваа година, ми беше огромна честа да прифатам и да направиме заедно. Што значи од публика, сега стапувате на сцена оваа година. Пред да преминеме за тоа што ќе се случува оваа година, морам да ве прашам, Јасминга, ова креаторка на алатка за планирање на лични финансии Мој буџет. Каква е таа алатка? Вака, во моето работење досегашно во поглед на финансиите и разговарање со моите клиенти, нели сепак викаме, ќе искористам некој странски термини, јас мајндсетот нели е битен за поглед управување со финансии, меѓутоа и како помагаат тие алатки кои што се секаде ги има, нели познати се, така да јас решив да помогнам на моите клиенти да креирам еден курс за буџетирање, кој што можам да кажам дека веднаш имаше голема посетеност и голем интерес и многу задоволни од сето тоа таму што е ставено, корисни алатки како да направат свој личен буџет. А понатаму ме инспирираш истото да креирам оној буџет планер што е било да е хартиен, било да е во електронска форма, каде што ќе можат прегледно да визуелно да видат каде одат нивните финанси. Без разлика колку е мал буџетот? Без разлика, да. Тоа е баш интересно како некој со многу малку и некој со повеќе може и треба да направи нешто повеќе. И колку во ова ваша идеја што сте реализирале ви помогна вашето учество и вашите контакти со Јас сум жена? Можам да кажам дека енергијата се препознава и тие истите вредности како зближуваат. Конкретно Јас сум жена, нели здруженијето, како што кажа Ана, е сплет на жени кои што сакаат да напредуваат, сакаат да шират позитивна енергија, сакаат друга жена да напредува и тоа е нешто што мене ме привлече да се приклучам и да дадам и мој допринос во сето тоа. И ајде сега да видиме сите тие кои што ве слушаат ова утро и сака да се приклучат на форумот кој што оваа година ќе се одржи. Ајде да почнеме од таму. Како да се приклучат и дали е доцна? Не е доцна, затоа што регистрацијата се отвори официјално вчера. Апликацијата за регистрација е достапна на нашата веб страна jasumžena.mk
и мора да напоменам дека секој може да учествува. Учеството е бесплатно, но со задолжителна регистрација затоа што местата се ограничени. Настанот ќе се одржува 3 дена, започнувајќи од четврток на 20 март. Ќе посетиме заедно со Јасмина и со останатиот тим на Јас сум жена, кој мора да ги поздравам се Global Shapers Skopje Hub, со кој ја започнавме ова финансиска приказна. Потоа следната година ни се приклучи Универзитетот за туризам и бизнис логистика при УГД Штип и деканката Татјана Бошков, и оваа година, трета, се надоградуваме на уште едно повисоко ниво со Јасмина заедно. И друго уште повисоко ниво, што за прв пат оваа година ќе биде со физичко присуство. Точно, да. Што значи покрупен залак сега. Покрупен залак, точно. Организација е секако потешко, нели? Јасно. Нашата идеја уште од самиот почеток беше овај проект да биде со лично присуство, но започнавме онлайн за да видиме колкава е заинтересираноста на жените и воопшто на граѓаните во Македонија, затоа што не ја ограничуваме публиката само на жени. Присуствуваат и мажи од сите возрасти. Затоа оваа година како пилот проект започнуваме по општини. Прва општина или пилот проектот започнува со општина Кисела Вода, која е наш покровител, и првиот ден на 20 имаме креативна работилница во градинка и во основно училиште. Мотото не го кажавме темата оваа година. Темата е финансиска писменост и заштита од финансиски измами. И нели сега тоа е популарно затоа што криминалците од најрана возраст. Да. Зошто е важно и колку може да разберат, да речеме, децата од градинка? За финансиска писменост. Ја прилагодуваме материјата да биде адаптивна за секоја возраст и како што кажав, имаме работилница во градинка, во основно училиште, во петок сме во средно училиште и во факултет и сабота со главниот настан во Домот за култура Билјана Беличанец со почеток од 10 часот наутро. Имаме поопсежна програма каде што ќе разговараме со министерките за образование и наука и финансии. Имаме 4 дами кои ќе разговараат за примери за и заштита и мерки за заштита од финансиска измама за Европа, за Америка, за Македонија и представник од Народна банка. Како дојдовте на идејата, чија беше идејата, вака да речеме, да ги поделите по возрастни групи во однос на оваа финансиска писменост? Затоа што обично тоа е нешто со кое што возрастните се занимавале, така? Па мора да се почне од најрана возраст. Немаме, за жал, немаме предмет за финансиско образување или едуцирање во редовно образование кај нас. Има изборен, но за жал, според моите истражувања во припреми за настанот, увидов дека нема доволна заинтересираност или можеби е од недостиг на кадар кој ќе го предава, кој ќе ја предава таа материја, и убедени сме дека треба да се почне од најрана возраст, баш со тоа што дечињата може да го разберат или тие стекнува и на тие навики на препознавање, споделување, заштита или заштеда. И затоа мора да се почне од најрана возраст, па затоа почнуваме од градинка, ќе биде креативно. Вие претпоставувам, Јасмина, ќе учествувате на овие работилници, така? За сите возрасти? За сите возрасти, да, можам да кажам дека идејата беше така да ги поделиме во возрастни групи и беше предизвик за мене како да го направиме, да биде прилагодено за сите возрасти. И можам да кажам јазик да им се обраќате, така, со кој вокабулар. И можам да кажам дека бевме многу креативни во тој поглед. За дечињата прилагодивме преку приказна да им го прикажиме начинот како да чуваат нешто, нели, како да го вреднуваат, како трпението, нели, сите тие се вештини кои што се потребни можеби во повеќе области на живењето, меѓутоа и така како се потребни кога се работи за парите. Јасмина, знаете дека имаат 1000 зошто имаат децата? Да, прашања. Подготвени сте да им одговорите на сите? Да, секако дека сме подготвени. Кој е главниот совет, порака што ќе ме опатите во однос на финансиската писменост?
Значи, конкретно и кај децата и кај возрастните, дефинитивно едукацијата е битен фактор кој што треба да го прават. Значи, никогаш не е доста од едукација кога се работи за парите. Понатаму би кажала дека сите ние знаеме да заработуваме, но тоа што не разликува е, нели, како управуваме со парите, и тоа е тоа што таму ќе дискутираме на тие настани. Еве се да бидам како генерална проба. Да сум детенце од градинка и да ве прашам дека двајцата мои родители се на минималец. И што совет ќе им дадете? Како да го менаџираат тој буџет? Како знаете дека се на минималец? Значи, сепак има некаков разговор. Разговараат родителите, така, со дечињата. Тамо да се трне тоа, така? Да. И ќе ги доведете децата тие да ги едуцираат родителите. Да, можам да кажам дека ќе помогнеме малку на родителите во тој правец да направиме нека разлика помеѓу потреби и желби, нели, да имаат некоја помош и пред-знаење дечињата. Што значи горе-долу ќе имате совети за сечи джеб, така? Ана би завршила со ова, затоа што сакам една споредба да направиме кога се во прашање финансиите во Соединетите американски држави, таму веќе на ниво на наука веројатно е доведено менаџирањето. Сакам да ве прашам, иако можеби дипломатски ќе одговорите, не, но колку сме ние во Македонија финансиски писмени? 56% од населението во Македонија се смета за финансиски писмено до некој одреден задоволителен степен. Во споредба со земјите околу нас сме на слично ниво, но сме далеку назад од поразвиените земји. И од тоа што го гледам во САД, дека секое дете уште од најрана возраст се едуцира финансиски, сакав да го пренесам тоа и дома, и затоа и започна ова приказна. И мора да се навратам, ќе ми извинете, но Јасмина е премногу скромна и не спомна дека за дечињата напиша приказна, наша авторска приказна која ја илустрираме се со цел да ја доближиме баш на нивната возраст темата која сакаме да ја предадеме, и Јасмина е автор на сите 5 работилници кои ќе се одржат на наставите. Таа поддршка што си ја давате едни на друга. Ви благодарам на гостувањево. Убедена сум, нема што ви посакам успех, кога знам дека ќе биде успешен овој форум, и мислам дека доволно ги заскокоткавме гледачите да сватат зошто е потребно присуството на овој форум, а за самиот крај ќе пуштиме една видео покана до гледачите, горе-долу истото што го зборувавме ние овде, но сублимирано во една минутка. Ви благодарам многу. Благодариме за поканата.